во контекст на она што председателот на Република Словенија го спомна и не спомна нас како почесни гости, канцеларот на Германија и други имиња, би рекол Доналд, за нас е голема чест да присуствуваме овде и ви благодариме што ни ја овозможивте оваа прилика. Доналд, во име на сите нас на Балканот, би сакал да ви се заблагодарам за вашите напори и за фактот што најдовте време во вашиот преоптоварен редослед, распоред на активности, да дојдете овде и да ги споделите вашите мислења и ставови, информации за регионот, овде во регионот. Ви благодарам многу затоа што ова не беше направено од никого многу долго време и благодарам и на канцеларката Меркел затоа што сум убеден дека добри нешта може да му се случат на регионот само преку нејзините лични заложби. Исто така би сакал да и се заблагодарам на Тереза Меј затоа што заедно со неа работевме на еден многу успешен настан во Лондон. Им благодарам и на лидерите кои што се присутни овде денес, председателите на Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија и сите останати што ми возможивте да присуствувам денес овде и се надевам дека председателите Вучек и Таши ќе можат да ги разрешат отворените прашања меѓу нив. Тие се лидери, тие се водачи кои што се доволно силни и ги имаат амбициите кои што сите ги споделуваме за нашиот регион. Па се надевам дека нема да дојдеме до точка во која некој ќе се одлучи да го обструира напредокот на сите нас на врз неосновани причини. Исто така се надевам дека Македонија и Грција ќе најдат начин да го решат проблемот со името со Грција и тоа мора да се случи многу набрзо, затоа што имаме историска можност во овој момент и како што мојот пријател Доналд, кој што е историчар, рече, во иднината за 60 години од сега историчарите ќе го оценуваат овој момент и ќе ги запишат нашите имења и ова зависи од нас дали ова ќе биде остварено на позитивен или на негативен начин. Како ќе не памтат, во Приштина денес се одржува комеморација за оние кои што исчезна. Исто така имаме можност да зборуваме за она што се случи со Марко Ѓурик, она што се случи во Косово, нешто кое што беше неприфатливо за сите и нешто и за ова ги молев моите пријатели Вучик и Таши да изнајдат начин да дојдат до некаков договор. Затоа што помислете на она што се случи денес, ако двете Кореи можеа да најдат начин да ги решаваат нивните прашања, а само пред скоро имавме воени бродови упатени едни кон други и ракети, тие почувствуваа што може да се случи и донесоа историска одлука да се ракуваат. Зошто и ние да не го направиме тоа и да го примениме истиот пристап. Им благодарам на лидерите на Европската Унија и на Балканот. Ќе се сретнеме со нив за неколку седмици во Софија и ние сме убедени дека сите треба да бидеме дел од Унијата, но ако не бидеме доволно паметни да целосно да го искористиме овој момент, ќе се имаме само самите себе си да се обвиниме. Она што сметам дека мора да се случи на Балканот е дека мора да ги спроведеме сите проекти кои што се однесуваат на европските транспортни сообраќајни коридори на Балканот, дигиталната и енергетската поврзаност. Се во ова може да се случи само ако политичките елити на Балканот преземат лична одговорност. Ве морам, немојте погрешно да ве наведуваат националисти и популисти. Ова е нешто кое што никогаш не му донело успех никому. Франција и Германија војувале толку долго, но погледнете ги сега, стојат рамо до рамо и видете колку е тоа подобро отколку војувањето. Гледате како Бугарија и Македонија, како ние ги решивме нашите проблеми и застановме рамо до рамо и ги решававме проблемите. Повторно ви благодарам многу за вашата покана и се надевам дека сите целосно разбираме што е тоа што треба да го очекуваме во Софија.